Сега го замолуваме премиерот на Република Македонија, господинот Никола Груевски, да дојде на сцената и да преизложи седмицата за многобройни добри дела во корist на Почитувана госпоѓа Затуровска, пратеник во парламентот на Република Македонија. Почитуван градоначалник на општина Пустец, господин Едмон Темелко. Почитуван господин Трпевски, иден амбасадор на Република Македонија во Република Албанија. Почитувани македонци од општина Пустец, од Голобрдо, од Гора, од Корча, од Врбник и Билишта, Подградец и Тирана. Почитувани македонци од Албанија, почитувани присутни. Мили сонародници, драги браќа и сестри, со особена радост и голема чест, денес сум овде меѓу вас и имам можност да се видиме, да ве поздравам, да ве слушнам како живеете и со какви проблеми се соочувате и да ги разгледаме и можностите како ние дополнително во иднина би можеле и да помагаме. Ние и досега колку што можевме помагаме, но да видиме дали нешто може понатаму уште повеќе да се помага. Денес сум овде и да ви се заблагодарам и да ви честитам на вашата истреност во негувањето и афирмацијата на македонската посебност и македонскиот национален дух, кој остана во сечие срце и во сечие мисли, како причина сврсто да го држи македонскиот народ исправен и горд помеѓу сите други народи, да се знае, да се разпознава. Мојата земја постана светот, а моите сонародници се целото денешно човештво. Ова мисла на познатиот американски поборник за човекови права, Вилијам Лојд Гарисон, денеска во голема мерка може да ја ослика судбината на голем број македонци, кои во разни периоди од минатото, заради различни економски, политички и општествени околности, останале да живеат надвор од својата татковина. Без разлика на тоа, Република Македонија ве смета вас како свој чеда и има обврска во границите на своите можности да ви помага секогаш кога тоа е потребно и кога тоа е можно, за да ви го направи вашиот и животот на вашите семејства поубав и полесен, за да помогне при овозможувањето на услови за развој на културниот идентитет, за да даде придонес во можностите за надградба на образованието на младите генерации. Како влада и јас лично како премиер сме силно посветени да ви излеземе во пресвет секогаш кога тоа е потребно и кога е можно. Тоа е наша цврста и трајна опредоба, од која нема да остапиме. Тоа е и наша цивилизацијска обврска. Имајте во предвид дека секогаш кога ќе процените дека на било кој начин можеме да помогнеме во владата на Република Македонија и во мене лично како премиер, ќе имате соговорник кој ќе ви ислуша и пријател, подготвен да одговори на вашите барања секогаш кога тоа е можно. Тоа го кажувам искрено и честно, бидејќи ова е обврска на секој политичар и обврска на секој политичар е да помогне на народот. Почитувани присутни, Република Македонија и Република Албанија негуваат и градат пријателски односи на соработка, базирана на обострано почитување и во тој дух, низ едно партнерство и уважување на граѓаните, се трудиме да постигнеме повисок степен во задоволувањето на нашите, односно на вашите потреби. Вие сте еден значаен мост на пријателство,
помеѓу двете земји и вредност која дава придонес во развивањето на добрососедските односи, како и во градењето на демократијата во државата во која живеете. Почитувани пријатели, живееме во времења полни со предизвици и потешкоти. Светската економска криза уште повеќе ги засили тие премрежија на сите граѓани во светот. Животот не е лесен. Лидери кои неуморно и посветено, речиси денонокно, се трудат да воспостават контакти преку кои ќе може да ги представат секојдневните ваши потреби и да изнајдат начини за да може заеднички да ги решиме проблемите со кои се соочувате. Таков пример кој што треба да се истакне е градоначалникот Едмон Темелко. Со кого остварувам редовна комуникација и кој што секој контакт кој што ќе го оствариме го користи максимално да помогне на најмалку барем еден човек од ова место и еден македонец од Република Албанија. Браво! Тој е еден голем ваш представник, би рекол амбасадор, кој што се бори за остварување на многу права или решавање на многу проблеми со кои што се соочувате. Јас сум жив сведок за тоа, затоа што сме оствариле десетици и десетици и лични и телефонски контакти во кои што не барал за себе, туку барал нешто да се направи, да се помогне за луѓето кои што живеат тука. Дали тоа е упис на факултетите во Македонија, дали тоа е обезбедување места во студентските домови на студентите што студираат во Македонија, дали тоа е помош при лекување на некои граѓани што живеат тука или нешто слично. Секогаш сме се труделе да помогнеме и да излеземе во пресет на тие барања. И секогаш кога сме можеле сме излегле во пресет и така ќе продолжиме барем додека Никола Груевски е премиер на владата на Република Македонија. На крајот, уште еднаш би сакал да истакнам дека Република Македонија никогаш нема да ве заборави и дека секогаш ќе ви помага кога ќе биде можно. Владата на Република Македонија интензивно работи на мерки преку кои ќе може конкретно да се задоволат и некои од вашите потреби во областите и сферите во кои тоа е потребно. Отворени сме за различни сугестии и дополнување на тие мерки и ве повикувам активно преку вашите лидери да се вклучите во изградбата на тој план и систем преку кој ќе може да се помага. Ви посакувам добро здравје на вас и на вашите семејства и уште еднаш ви благодарам што ми овозможите денес да бидам ваш гостин. Одовде ќе заминам со пријатни спомени, со врската и дадениот збор да помагам секогаш кога е можно во решавање на потешкотиите и со полно срце емоции, со помислата на секој од вас, драги македонци. Драги македонци, кои живеете тука во Албанија, како што кажа и градоначалникот, вие сте државјани на Република Албанија и лојални граѓани на оваа држава и така треба да останете. Меѓутоа, во секој момент и секогаш можете да сметате и на нас во Република Македонија како на своји браќа, како на луѓе кои што сме од иста националност, го говориме истиот македонски јазик, имаме исто потекло, делиме исти вредности. Секогаш кога ќе можеме да помагаме, сметајте на нас. Ја чувствуваме за своји. И ваквото големо присуство и ваквиот број македонци во повеќе населени места и општини во Албанија, исто како и албанците во Македонија, во иднина треба да бидат мост за уште посилна соработка од онаа што имаме со Албанија. Ние досега со Албанија имаме одлична соработка, немаме некои крупни неразрешени прашања, имаме пријателски односи, си помагаме држава со држава кога е тоа можно, исто така и на високо ниво
помеѓу мене и господинот Бериша, премиерот на Албанија, помеѓу министрите од Македонија и министрите од Албанија има одлична комуникација. Меѓутоа, македонците во Албанија, албанците во Македонија може да бидат вистински мост за понатамошна уште поголема соработка помеѓу државите, а преку тоа и да може да се помогне и на многу луѓе кои што имаат потешкоти и проблеми. Уште еднаш ви благодарам. Денеска е голем ден. Повеќето од вас, како што дознав, се и покрај тоа што се државјани на Република Албанија, имаат и македонски државјанства. Денеска е ден кога македонците на сега ден и светот ја свалат независноста, 19 години од независност и слобода на Република Македонија. Нека ни е честит тој ден. Да живее Република Македонија, да живее Република Албанија, да живеат македонците на сега ден и светот и македонците во Албанија. Да сте живи и здрави. Ви благодарам.